Почитувани присутни, почитувани колеги, би сакала да ве поздравам и да ја отворам денешната трибина на тема механизми за остварување на правото на здрава животна средина, која ще ќе разгледаме од аспектот на безбедносната перспектива и од аспект на судската заштита. Денес е цврсто воспоставена врската помеѓу човековите права и квалитетот на животната средина, дотолку повеќе што адекватното животно обкружување не е само право на човекот, туку представува и неопходен предуслов за остварување на основните фундаментални човекови права, во најширока смисла остварување на правото на живот во достоинство и во добросостојба. Меѓутоа, правото на здрава животна средина истовремено вклучува и голема одговорност да се заштити и да се унапреди животната средина за нас, но и за генерациите кои следат. Ние сме денес тука затоа што знаеме дека загадувањето на животната средина е една од најголемите закани на денешницата по човековото здравје, особено аерозагадувањето кое се должи на различните емисии во сообраќајот, индустријата, земјоделството и согорувањето на отпадот. Согласно најновите проценки на Светската здравствена организација, дури до 1/3 од смртните случаи од срцев удар, мозочен удар, рак на белите дробови и на низа хронични респираторни заболувања се должат токму на загадувањето на воздухот. Впрочем, вдишуваме воздух кој што подеднакво штетно влијае на плодот во утробата, на потенцијалот на детскиот живот, меѓутоа и на животот на возрастните луѓе, а последиците од тоа се кобни. Меѓутоа, одговорноста која што имаме пред идните генерации и фактот дека не е доцна да се спречат последиците, треба да ни даде причина за итно действување на национално и на меѓународно ниво. Нам ни представува огромно задоволство што денеска оваа тема ќе се разработи на оваа трибина која што е организирана од Институтот за глобални политики и права член 1. И токму во оваа насока ќе ги слушнеме излагањата на професор доктор Јулија Брзаковска-Базирковска, професор доктор Елена Михајлова Стратилати, Лазар Попиванов од Институтот за глобални политики и право член 1 и Јасна Оровченец Арангеловиќ како проектен координатор во Македонското здружение за млади правници. Да не лжам многу, сега ги давам збор на професорката Јулија Брзаковска-Базирковска, која ќе даде осврт на еколошките прашања во меѓународните односи. Поведам, професор. Благодарам, Мија. Благодарам на сите што дојдовте денес тука и особена благодарност до Лазе, Марија, Анте од Институтот за глобални политики и право, член 1, кои што со голем ентузијазам почнаа да се занимаваат со ова прашање, некако не заразија со ентузијазмот за да и ние да ја отвориме денес оваа тема тука на Правниот факултет во Скопје и малку повеќе да зборуваме околу заштитата на животната средина. Јас ќе се фокусирам најмногу на еколошките прашања во меѓународните односи. Од кога овие прашања стануваат актуелни, меѓународната соработка која што е потребна за нивна имплементација, меѓутоа и се позасиленото третирање на овие прашања како безбедносна закана на меѓународна сцена. Моето излагање ќе биде поприлично општо, можеби напати премногу теоретско, меѓутоа мислам дека е исклучително важно да видиме како движењето за заштита на животната средина се развиваше на меѓународна сцена, кои беа неговите зачетоци, на каков начин почна и можеби да извлечеме некои препораки од тие почетоци и за нашата држава. Ова особено е значајно заради тоа што денес со ова ниво на загадување кој што го имаме во нашата држава е морален императив за да почнеме да действуваме. Многу е добро кога ќе слушнете некој од помладата генерација како зборува за тоа идните генерации, одговорноста која што ја имаме спрема идните генерации, затоа што она што го земаме здраво за готово ние денес тука, може и да не биде тука за идните генерации. Како што знаеме, во меѓународните односи традиционалното јадро на прашања кои што се отвараат се прашањата поврзани со државниот суверенитет, промената на државниот суверенитет во еден поширок контекст на систем на држави. Токму поради тоа централни се прашањата кои што се поврзани со конфликт, безбедност, заштита на националната безбедност на државите и еден од основните поими кои што се среќава во анализата на меѓународните односи е во суштина анархичноста на меѓународното општество.
Тоа е основниот поим кој што треба да се свати за да се разбере како изгледа меѓународната заедница, затоа што не постои една централизирана власт која што ќе се наметне над државите и која што ќе се грижи за нивната благосостојба, па токму поради тоа државите се оставени самите на себе си да се грижат за својот опстанок и да се грижат за својата безбедност на меѓународна сцена. Меѓутоа, во овај денешен меѓународен систем во кој што живееме, кој што е исклучително меѓузависен и глобализиран, не може да ги гледаме државите како изолирани острови кои што имаат непробојни граници. Па така и мислата за меѓународни односи се развива под влијание на историскиот контекст и под влијание на развојот и промените во државниот суверенитет. Токму поради тоа, покрај прашањата кои што се поврзани со војната и мирот, современата теоретска дебата во меѓународните политички односи ги опфаќа прашањата кои што се поврзани со трговија, со економија, прашањата кои што се поврзани со развојот, заштитата на животната средина. Овие прашања во најголема мера почнуваат да се појавуваат во мислата за меѓународните односи, благодарение на фактот што живееме денес во еден комплексен меѓународен систем, во кој што државата не може да биде ниту затворена, ниту пак да биде самодоволна. Особено заради тоа што образованието денес е подостапно од никога порано, заради тоа што сме свесни за постоењето на други култури на меѓународна сцена, заради тоа што постојат голем број на меѓународни форуми на кои што треба да ги одбраните сопствените практики, па токму заради тоа не можете да го оправдате од една страна кршењето на основните човекови права внатре во сопствената држава, меѓутоа и не можете да го игнорирате постоењето на еколошки проблеми на меѓународна сцена кои што бараат меѓународен третман. Кохезијата на секое општество се базира на основни вредности кои што бараат да се почитува човековото достоинство, да се почитува правото на сопственост, да се почитуваат културните вредности. Сега, овие основни вредности внатре во едно општество се содржани во уставниот поредок. На меѓународна сцена, дури во средината на 20 век, почнуваат за прв пат да се формулираат меѓународни правила и да се формираат меѓународни институции, кои што ќе промовираат благосостојбата на граѓаните на меѓународна сцена и почнуваат да се промовираат меѓународните човекови права кои што градат една меѓународна заедница која што почива врз фундаментални вредности. На ваков начин, малку подоцна, исто така се развива и таа свест за постоење на прашања кои што се заедничка грижа на човештвото, како што се прашањата поврзани со заштита на животната средина. Тие стануваат дел од тие фундаментални вредности кои што ги споделува таа меѓународна заедница. Токму од тука произлегува во суштина и сваќањето на државите дека е потребна меѓународна соработка, дека е потребна меѓународна акција во справување со овие прашања кои што се поврзани со заштитата на животната средина. Државите се секогаш многу тешко пренесуваат дел од сопствениот суверенитет на меѓународните организации, многу тешко се обврзуваат да создадат дополнителни обврски на меѓународна сцена. Сепак, кога станува збор за еколошките прашања, се повеќе се зголемува свеста дека е потребна заедничка акција која што ќе има потенцијал да вроди со резултати. Еден од основните столбови на политиките за заштита на животната средина на меѓународна сцена е во суштина меѓународната соработка. Меѓународната соработка на државите е неопходна затоа што постојат голем број на ресурси кои што државите ги делат меѓусебно, како што се например реките кои што пресекуваат преку границите, езерата, морињата, климата и воздухот кој што го дишаме. Токму поради тоа денес прашањата кои што се поврзани со заштита на животната средина се едни од основните компоненти на меѓународните односи. Дури и климатските промени како прашање во меѓународните односи добиваат многу големо значење во рамки на дипломатските кругови. Со зголемувањето на емисиите на јаглерод диоксид, со зголемувањето на опасноста, особено за островските држави да бидат збришани од
картата на светот со зголемувањето на нивото на морињата, доколку овој тренд не почне да се намалува, прашањата кои што се поврзани, особено со климатските промени, ќе го добијат централното место во меѓународните односи во иднина. Меѓутоа, факт е дека ова не било од секогаш така. Особено неефективна и неефикасна е активноста на државите во насока на заштита и превенција на прашања кои што се поврзани со загадувањето на животната средина. На некој начин сознанието дека животната средина не познава граници, како и дека сите ја делиме заедничката судбина на планетата Земја, многу долго се бори со таа хоризонтална структура на меѓународната заедница, на меѓународното општество и со постојаното нагласување фактички на државниот суверенитет. Меѓутоа, во втората половина на 20 век веќе почнува да расте свеста за тоа дека е потребна позасилена меѓународна акција, која што се должи на фактот дека во време на процесот на индустриализација и искористување на природните ресурси, во суштина се врши значителна деградација на животната средина насекаде на планетата Земја. Не е тоа само фокусирано на определени развиени држави. Меѓутоа и покрај оваа свест која што почнува да расте во втората половина на минатиот век, сепак требаше поприлично долго време за да се материализира во меѓународни документи во формирање на меѓународно движење кое што ќе се грижи за заштита на животната средина на светска сцена. Особено големо значење во овој временски период има јавното мислење, кое што јавно мислење се обединува околу новоформираниот етички консензус, кој што изникнува од тоа поствоено консумеристичко општество, дека веќе не може да се дозволи таква деградација на животната средина и дека не може да се искористуваат природните ресурси до точка до која што човештвото може да биде доведено до уништување. Во суштина, јавното мислење има големо влијание во 60-тите и 70-тите години на минатиот век врз развојот на ова движење за заштита на животната средина и тоа јавно мислење од секогаш било поприлично транснационално, во смисла на тоа дека имате различни автори кои што пишуваат во оваа област, различни активисти кои што доаѓаат од различни делови на светот и кои што се обединуваат околу каузата за заштита на животната средина и кои што го завртуваат вниманието на државите на прашањата за заштита на животна средина. Па така, во минатиот век два настани беа од клучна важност во креирањето на меѓународната агенда за правото и политиката на заштита на животната средина. Едниот настан е конференцијата од Стокхолм од 1972 година, каде што има и голем број на представници од невладини организации, покрај државните представници, покрај представниците на медиумите, каде што се дефинирани неколку основни принципи во контекст на заштита на животната средина. Денес ќе се задржам само на еден од тие принципи кој што е исклучително значаен и кој што на многу добар начин ја бранува таа тензија помеѓу државниот суверенитет и потребата да се заштити државната средина. Значи, постојат и други принципи, како што е, например, принципот на одржлив развој, принципот на еколошка правда, меѓутоа овој принцип кој што во суштина го редефинира државниот суверенитет, на некој начин го ограничува државниот суверенитет, е доста значаен во меѓународните односи за да почне конечно да се дава значење на прашањата поврзани со заштита на животната средина. Принципот 21 од Стокхолмската декларација вели дека државите имаат во согласност со повелбата на Обединетите нации основните принципи на меѓународното право, суверено право да ги експлоатираат своите ресурси во согласност со нивните политики за заштита на животната средина и одговорност да се осигураат дека активностите во рамките на нивната юрисдикција не предизвикуваат штета на животната средина на други држави или на области надвор од нивната национална юрисдикција. Овој принцип го нагласува од една страна државниот суверенитет, меѓутоа од друга страна
става еден исклучок кој што е особено важен за еколошките прашања, а тоа е дека суверенитетот не е исклучува одговорноста на државата, од несакани ефекти кои активностите во рамките на државната територија ги предизвикуваат на животната средина и надвор од државната територија. Овие принципи се реафирмирани и дополнети подоцна на вториот значаен настан, а тоа е конференцијата во Рио 1992 година, и овие се двата клучни настани кои што се моторот на движењето за заштита на животна средина. Од тука почнува веќе да се интензивира интересот кај државите за овие прашања. Меѓутоа не се само овие конференции кои што имаат значање интензивирање на интересот на државите за овие прашања, туку и фактот дека во крајот на 80-тите години на минатиот век веќе завршува и студената војна, односно завршува таа блоковска поделеност и тензијата која што постои помеѓу двата гиганти на светска сцена, на некој начин ги вклучува и државите од Источна Европа, од Источниот блок, во целата таа приказна за заштита на животната средина, и веќе сега има малку поширок меѓународен форум на кој што се разговара околу овие прашања. Токму поради тоа 92 година самитот во Рио е исклучително значаен, затоа што повторно ги реафирмира овие принципи во еден малку поинаков сега меѓународен контекст. После студената војна, овие прашања засилено добиваат на интензитет и во мислата на меѓународните односи. Постојат голем број на автори кои што почнуваат веќе да се занимаваат со оваа проблематика, и кон ова придонесуваат фактички неколку моменти, а тоа се пред се забрзаниот економски развој, зголемениот политички притисок врз државите после крајот на студената војна дека треба да се грижат за благосостојбата на собствените државјани, како и растечкиот број на меѓународни невладини организации кои што се занимаваат со овие прашања, кои што вршат притисок врз државите да покренат определена акција, а исто така иновациите кои што ги носи технологијата и науката имаат многу големо значење врз интензивирање и зајакнување на интересот за овие прашања после крајот на студената војна. Сега, ова на некој начин е тој историски преглед за како овие прашања за прв пат се појавуваат на меѓународна сцена, како почнува интересот на меѓународна сцена и зошто е толку значајна таа меѓународна соработка, за да може да се справиме со предизвиците кои што современите предизвици за заштита на животната средина. Додека од друга страна исто така важно дека после крајот на студената војна овие прашања веќе почнуваат значително да се третираат и како безбедносна закана. Зошто? Заради тоа што неможноста да се најде заеднички одговор на овие прашања навистина и представува безбедносна закана за државите. Доста интересно во меѓународните односи е што во последно време се позасилено се среќаваме со изрази како што се војна за вода, војна за нафта, војна за диаманти, опасности од климатски промени, бегалци од климатски промени, опасности од дефорестација. Сите овие нови термини во суштина покажуваат колку е големо значењето и колку е голема безбедносната закана која што прашањата поврзани со заштита на животната средина и особено прашањата поврзани со климатските промени представуваат денес. Прашањата кои што се поврзани со климатските промени стануваат особено актуелни и се поставуваат дури на агендата на Советот за безбедност на Организацијата на Обединети нации, почнувајќи од 2007 година навака, заради тоа што заканата која што тие предизвикуваат, тоа најеминентната закана во моментов е спрема државите кои што се островски држави и кои што најпрво се соочуваат со растечкото ниво на морињата, меѓутоа не се само тие држави. Исто така има многу големо климатските промени, имаат многу големо влијание и врз државите кои што имаат големи пустински области, заради тоа што придонесуваат и кон зголемување на тие пустински области, придонесуваат кон намалување на изворите на чиста вода, придонесуваат кон зголемување на бројот на урагани со кои што се соочуваат државите во текот на
годината, па токму поради тоа овие прашања веќе засилено почнуваат да се третираат во меѓународната заедница како прашања кои што имаат директни импликации врз националната безбедност и кои што бараат ефикасен и ургентен одговор кој што ќе биде меѓународен. Заради тоа што не може, кога станува збор за прашања поврзани со заштита на животна средина и особено прашања поврзани со климатски промени, да ги одделите локалните од регионалните и од глобалните текови. И покрај тоа што постојат голем број на држави кои што не ги признаваат климатските промени како феномен кој што е предизвикан од страна на човекот, сепак постои поприлично широк консензус во меѓународната заедница и оно што е доста важно е приклучувањето на Кина кон активностите со Парискиот договор за заштита на климата во 2015 година и зголеменото инволвираност на државите од целиот свет на овие прашања. Исто така, постои еден друг аспект кој што треба да се разгледува кога станува збор за прашањата поврзани со заштита на животната средина, кога ги ставаме во контекст на безбедностни прашања, тоа е повторно индивидуалната безбедност, од аспект за кој што повеќе ќе зборува професорката Елена Михајлова Стратилати, во смисла на тоа дека индивидуалната безбедност, индивидуалната сигурност е секогаш поврзана и со еколошката безбедност. Заради тоа што еколошката безбедност е еден мултидимензионален феномен, кој што е поврзан и со еколошките, и со економските, и со здравствените, и со прехранбените, и со политичките, индивидуалните аспекти на живеењето на човекот. Токму поради ова и на ваков начин во суштина прашањата поврзани со заштита на животната средина, прашањата поврзани со загадувањето, прашањата поврзани со ресурсите и климатските промени представуваат безбедносна закана за државите од внатре. Она што е доста важно е да се знае дека еколошките закани во најголем број на случаите се индиректни и меѓународни, се креирани во или надвор од државите, меѓутоа се тесно поврзани секогаш со економски активности. Па токму поради тоа, потребно е да се во адресирање на овие проблеми и на овие прашања, потребно е да се редефинира врската која што постои помеѓу државата од една страна, општеството и пазарите од друга страна. Така што, доколку не превземеме нешто, ова е исто порака и на меѓународно, меѓутоа и на внатрешно, на домашно ниво, доколку не се превземе нешто околу загадувањето, околу начинот на кој што се искористуваат ресурсите во нашето современо живење, околу климатските промени, сето тоа ќе биде длабоко неетички, заради тоа што во голема мера еден од императивите на нашето денешно живење е да се постигне еден вид на глобална одржливост. Така што се надевам дека оваа трибина денес ќе биде само еден поттик за понатамошно отварање на овие прашања, понатамошна дискусија во врска со овие прашања и дека конечно ќе станеме свесни дека е потребно и ние како држава да се пласираме на меѓународна сцена со акција која што ќе значи прво заштита на животната средина внатре во нашата држава, меѓутоа и вклучување во тие меѓународни текови кои што значат заштита на климата и намалување на ефектите од климатските промени. Добар ден на сите, почитувани колеги присутни. Ми е посебно задоволство што учествувам на оваа трибина посветена на нашата животна средина. Нивото на контаминираност на нашиот витален простор ни оддалеку не го предизвикува нивото на вознемираност која е очекувано, ангажираност на државата која би била соодветна на ниво. Еколошките аспекти тука доправа се борат за својот морален авторитет, значи да бидат прифатени како премиси кои не одат против здравиот разум, туку обратното, кои посочуваат колку е спротивно на здравиот разум да го уништуваме нашиот собствен систем за поддршка на животот. Повторно, дури кога ќе се избојува моралниот авторитет, во државните политики се тоа се распаѓа како
сапуница од меурот сапуница, соочено со на реторика на реалните развојни потреби. Приоритетот е враснување на сиромаштија, низ економски развој, и тоа е дилемата со која особено се соочуваат земјите во развој, каде преживувањето на краток рок ја загрозува долгорочната одржливост. Како и да е, нивото на контаминација, нивото на загадување и уништување на нашата животна средина е такво, што ние не ја жртвуваме само долгорочната одржливост, туку наметнуваме директен ризик по здравието, домот, храната, добро состојбата и навистина по самиот човечки живот тука. Прашањето е како можеме ова да го промениме, кои се начините на кои државата може да се принуди да презема ефективни мерки. Самиот фокус тука се постоечките механизми на меѓународното право, поточно практиката на Европскиот суд за човекови права како најбогата, таму има и највеќе пресуди за човековите права и животната средина. И ваквиот фокус на анализа е нужно антропоцентричен, бидејќи се фокусира на штетното влијание врз луѓето, а не на самата околина, и тоа е точно еден ограничен пристап, кој е отворен за фундаменталниот приговор дека ги редуцира еколошките вредности на многу ограничената сфера на индивидуален интерес. И еколошкото право, меѓу останатото, секогаш го поставува прашањето дали јазикот на човековите права е соодветниот медиум за изразување на нормите и вредностите на животната средина, тоа сега тука го ставам на страна. Значи, поидобната премиса тука е дека бројни човекови права, бројни наши права се фактички загрозени од деградацијата на животната средина. Здрава животна средина е неопходна за целосно уживање на човековите прави и обратно, користењето на правата, вклучувајќи го и правото на информации, партиципација и правен лек, е критично за заштита на животната средина. Европскиот суд за човекови права во последниве неколку децении успеа да развие едно елаборирано обемно тело на судска практика, која во све, освен во името, го обезбедува правото на здрава животна средина и го конструираше ова тело на юриспруденција примарно на основа на правата на живот и на почитување на приватниот и семејниот живот. Юриспруденцијата има широк опсег, се протега, например, од заштита од бучава, преку различни облици на индустријско загадување, посебно интересно за нас, нуклеарни активности, управување со отпад, исто посебно интересно за нас, се до природни непогоди и поплави, и го адресира и ризикот од повреда, а не само примената на конвенцијата за веќе материализирани штети. И се рекапитулацијата на одлуките на судот во оваа област поставува неколку генерални принципи. Како прво, конвенцијата не е дизајнирана да обезбеди генерална заштита на животната средина како така. Изречно не гарантира право на солидна, здрава животна околина. Како и да е, различни права од конвенцијата индиректно имаат влијание на барањата поврзани со животната средина, најзабележливо правото на живот, правото на почитување на приватниот и семејниот живот, тука практиката оди најдалеку, правото на мирно уживање на сопственоста и имотот, право на право судска постапка. Се импликациите на конвенцијата во заштитата на животната средина може да се сумираат на следното. Во прво, државата има обврска да ги регулира и контролира проблемите на животната средина таму каде што тие го нарушуваат спроведувањето на човековите права од конвенцијата и да гарантира дека нејзиното право се спроведува. Понатаму, државата има обврска да ги направи достапни информациите кои се однесуваат на сериозни ризици по животната средина и да обезбеди правни процедури за учество во носење на одлуки поврзани со животната средина и пристап до правда во случаи поврзани за животната средина. И конечно, заштитата на животната средина е легитимна цел која во соодветни случаи може да оправда ограничување на определени права, вклучувајќи го правото на природен живот и правото на собственост. И накратко ќе се осврнам на секоја од овие поинти. Значи, почетната точка за било која дискусија за човековите права и животната средина е дека неуспехот на државата да ги регулира или контролира еколошките проблеми или да ја заштити околината може да значи мешање во нашите индивидуални права. Случаите како Гвера, Лопес Остра, Онарилди, Сташкин, Фадејева, Дубецка и слично покажуваат како правото на приватен живот или правото на живот може да бидат употребени за властите да ги регулираат ризиците во животната средина, да ги спроведуваат законите за животната средина или да објават информации. Сите овие случаи имаат заеднички карактеристики. Прво, постои индустријски проблем, например хемиска фабрика, топилница, кожара, рудник, фабрика за преработка на јаглен или депонија. И второ, постои неуспех да се преземат соодветни превентивни мерки да се контролираат овие познати извори на сериозен ризик по животот, здравието, приватниот живот или собственоста. Значи, Европската конвенција може би директно не бара државите да ја штитат околината, меѓутоа одлуките на судот бараат тие да го заштитат секое едно лице, чии права се или може сериозно да бидат засегнати од еколошките проблеми. И ваквата одговорност на државата произлегува како од самите нејзини действија,
така и од неуспехот да се регулира приватната индустрија. Во случаите кои ги споменав, например, во дел од нив се работи за постројка, да речеме топлилница, фабрика, рудник управување од државата или општинска депонија, меѓутоа во дел од случаите се работи за постројки како пожарата, хемиската фабрика и слично, кои припаѓаат на приватна компанија. И сега, кои се во основа обврските на државата во овој контекст? Како што и судот истакна во оне Йилдис против Турција, пред се, државата има должност да постави законодавна и административна рамка, која е дизајнирана да обезбеди ефективно одвраќање од закани по правото на живот, и за тука се вклучени регулативи кои ги земаат во предвид специфичните карактеристики на ситуацијата или на активноста и нивото на потенцијалниот ризик по животот. И оваа обврска го покрива, например, издавањето на дозволи, лиценци, да речеме за отварање на рудник, фабрика или други постројки, понатаму воспоставување, функционирање, безбедност, надгледување на опасните активности и бара сите засегнати да преземат практични мерки за да обезбедат ефективна заштита на граѓаните чии животи може да бидат загрозени од инхерентните ризици. Значи, ова не е нешто што може оваа одговорност да се остави само на индустрија. И во однос, например, на индустриското загадување, судот во Дубецка против Украина, стакнува дека државата има обврски да се грижи за еколошкото управување со рудник, фабрика или слична постројка, без оглед дали е таа се уште во употреба. Ова е важно за нас, затоа што не имаме проблем со опасни отпадни материјали и депонии од веќе затворени фабрики, например згорите од топлилницата во Велес, депонијата кај Југославија и слично. За тие практични мерки на државата подразбираат и секако спроведување на правото, например, карактеристична црта на Звера, Опесо, Страташки и Фадејева, е дека конкретните индустрии кои загадуваа работеа нелегално, односно со кршење на законите за животната средина и стандардите за испуштање на отровни газови. Во Опесо, Страташки имаат дополнително националните судови наредиле затварање на конкретните објекти, но нивните одлуки биле игнорирани или отфрлени од политичките власти. Значи, државите не може да очекуваат дека ќе го убедат судот, дека потребите на заедницата најдобро ќе бидат пресретнати со неприменување на правото. Исто така, ако националниот суд ги извага интересите кои се вклучиле, ја поништил дозволата за заштитната активност, например, лиценца за рудник, дозвола за отварање фабрика, депонии и така натаму, Европскиот суд нема да ја промени оваа присуда во полза на националната влада. И конечно, корисници на оваа должност да се регулираат, контролираат изворите на штета по животната средина, не е заедницата по целина, уште помалку околината сама за себе, туку само оние индивиди чии права ќе бидат засегнати од било кој неуспех да се действува. Второто нешто што го обезбедува конвенцијата и втората импликација на Европската конвенција во заштитата на животната средина е пристапот до и обезбедувањето на информации за животната средина. Според Европскиот суд, информациите за ризикот по животната средина мора да им бидат достапни на оние кои е веројатно да бидат засегнати. Например, во оне Йилдис, судот постави посебен акцент на правото на јавност на информации за опасни активности, кои представуваат закана по животот. Во Будаева и во Лиро Саудија, судот исто така потврди постоење на ваква позитивна обврска во случај на природни катастрофи, поплави, се работеше за лизгање на земјишта во случај на поплави така натаму. И дополнително, онаму каде што владите се ангажираат во опасни активности со непознати последици по нашето здравје, постои обврска да се воспостави ефективна и достапна процедура која им дозволува на инволвираните да ги добијат релевантните информации. Например, случајот во ЕРА покажува дека неуспехот да се обезбеди пристап до информации може исто така да го прекрши нашето право на почитување на приватниот живот. Значи, во сите овие ситуации, суштинската поента е да им се овозможи на поединците да ја проценат опасности или ризиците на кои се изложени. Оваа обврска не е ограничена само на информациите за ризиците кои веќе се материализирале, и на активностите, ризиците од настанување на идна штета, како на активностите на државата, така и на субјектите кои преземаат ризични активности, например фабрики, рудници, депонии во собственост на приватни компании. Значи, интересно, во соодветни случаи правото на информација за животната средина може да вклучи и должност да се биде информиран, не само право на пристап. Во случајот во ЕРА, неуспехот на Италија да обезбеди есенцијална информација за сериозноста и природата на токсичните емисии од хемиската фабрика, беше утврдено дека починува повреда на правото на приватен живот. Значи, во овој случај претпоставува дека државата мора активно да ги информира оние кои се засегнати, не само дека мора да има процедура за добивање на информации доколку се побара. Јама оваа построга формулација прави смисла онаму каде што ситуацијата вклучува непосреден и сериозен ризик по животот или здравјето. Значи, едноставно ставајќи на оние кои може да страдаат од повреда, сами да бараат информација за такви ризици,
не би можело никако да исполни врската на државата во таквите случаи да ги заштити своите граѓани. Уште по-конкретно, во случајот Татар против Романија, Европскиот суд идентификуваше ситуации во кои државата по службена должност мора да собере информации за еколошките ризици. Првиот случај се однесува на обврската да се соберат и дистрибуират, да се направат јавни, да се расшират информациите за моменталните, но и за минатите и идните последици по животната средина и здравјето на луѓето од еколошки инциденти, а вториот случај се однесува на обврската на државата да собере и објави информации за превентивните мерки и препораките за начините на кои ќе се управува со идните еколошки инциденти. Например, што би се случило ако изворот Рашча се контаминира од депонијата и така натаму. И оваа обврска на давање на информации за состојбата во животната средина ќе биде исполнета само ако информацијата е потполна, а не полугична, ако е суштинска и со неја се опфатени како информациите за актуелната штета, односно загадување кој представува изборна повреда на правата од конвенцијата, така информациите за мината штета. Ова е многу важно за нашиот контекст, каде често се бориме за информации кои се често непотполни и не опфаќаат особено неминатата штета. И конечно тука е заштитата на животната средина како легитимна цел. Значи неизбежно ќе има околности каде што еколошките цели од една страна и правата на конкретни индивидуи и групи од друга страна може да дојдат во конфликт, например регулирањето на активностите на загадување или контрола на вадење на природни ресурси може да ги наруши употребата или вредноста на нечија собственост или да го попречува економскиот развој на земјата, особено во случаи кои вклучуваат наводно мешање од страна на државата во мирното уживање на собственоста и имотот, судот во Страсбург конзистентно го зазема становиштето дека заштитата на животната средина е легитимна цел на јавната политика и одби да даде несоодветна предност на собственичките права. Како и да е, кога се прават овие балансирања, судот признава дека националните власти се во најдобра позиција да ги направат и им дозволува на националните власти во принцип широка дискреција, кога багаат, како оние кои се најдобро упатени, сепак кога е во прашање сериозното влијание врз здравјето, например кога правото на живот е засегнато, степенот на дозволено балансирање неизбежно би било помал. И многу интересно, ова балансирање на интересите кои треба да се прави, интереси кои треба да се одржат од страна на државата, не е само суштинско, туку вклучува и важни процедурални димензии. Практично, го истакнува судот во Ташкент против Турција, онаму каде што државата мора да одлучи за комплексни прашања или од политиката на животната средина и економската политика, процесот на носење на таквите одлуки мора прво да вклучи соодветни истраги и студии со цел да се дозволи однапред да се предвидат и проценат ефектите од соодветните активности кои може да ја оштетат животната средина или да ги повредат правата на индивидуите и нели такви да овозможат да се направи еден фер баланс помеѓу различните конфликтни интереси во прашање. Например, кои ќе бидат економските предности од отварање на руди, наспроти ефектите на животната средина или правата на жителите во областа. Ова е главно при оние студии за процента на импактот врз животната средина. Потоа подеднакво е важна обврската на државата да возможи учество во процесот на донесување на одлуки кои се однесуваат на заштитата на животната средина, меѓутоа како и до пристапот до информации, ова право на партиципација не е достапно секому според Европската конвенција, ниту се однесува на одлуки кои засега животната средина. Значи само оние чии права се засегнати на некој начин имаат корист од ваквата заштита. И во проценката дали државата е исполнила оваа обврска, судот ќе ги разгледува сите процедурални аспекти, вклучувајќи го видот на политики, одлуки, еве кај нас е тоа актуелно со референдумите за отварање на рудници. Степенот во кој ставовите на поединците се земани во предвид во текот на поставката на носење на одлуката, како и расположливите процесни гаранции. Значи, засегнатите индивидуи мора да бидат во можност и да се обратат до судовите против било која одлука, акт или пропуст, каде што сметаат дека на нивните интереси или нивните забелешки кои ги направиле не им е дадена соодветната тежина во процесот на правење на одлуките. Значи, соодветни правични ефективни лекови мора да бидат обезбедени. Целото ова кейсло на Европскиот суд за човекови права јасно ни покажува колку многу заштита на животната средина може да биде извлечена од постоечкото право за човековите права. Сепак, заштитата на човековите права има од корист само на жртвите на повредата од конвенцијата, на повредата на правата од конвенцијата. Значи, ако здравјето, приватниот живот, собственост или граѓанските права на лицето кое се обраќа до судот не се доволно засегнати од еколошката загуба, тоа нема основ да продолжи понатаму со поставката. Не постои акција популари според Европската конвенција. Дури оние индивидуи кои се жртви на повреди
не може да се обрати до судот да одлучи во корист на заштита на животната средина, едноставно затоа што веруваат дека таму јавниот интерес најдобро ќе биде задоволен. Тие може само да го прашаат судот, да ги измери нивните права наспроти јавниот интерес до некоја друга вредност, како трговијата или развој. Значи, во правењето на ова индивидуите може да обезбедат некакви победи за заштитата на околината, но ова ќе бидат инцидентни последици, а не резултат на некоја поширока предаденост кон конкретен вид на животна околина. И дополнително судот е значително поверојатно да пресуди против државата, каде што таа на еден или друг начин не успеала да ги имплементира примени, да се придржува до незините собствени домашни еколошки стандарди и правила, онamo каде што државата има поставено регулаторен систем, дизајниран да ги намали ризиците, каде што овој систем дозволува партиципација, значи учество и излагање на оние кои се изложени на ризикот, судот е помалку наклонет да најде повреда, освен веќе што државата целосно го игнорирала овој систем на правила. Значи, кейслото на Европскиот суд за човекови права представува значаен придонес, во она што обично се нарекува позеленување на меѓународното право за правата на човекот, и судот засилено го зголеми опсегот на обврски на државите во оваа смисла, во исто време пак стриктното придржување до услова да се биде жртва, поврзаната забрана за акцио популарис, ограниченото прифаќање на екстратериторијалната юрисдикција, многу битно за прекограничното загадување и оној критериум на каузалност. Особено тешко се покажува докажувањето на причинско-последичната врска помеѓу, например, изворот на индустријско загадување и штетата конкретна врз здравјето на индивидуите. Сето тоа се значени пречки за поднесување на барања врзани за животната средина. Во оваа смисла, судската практика на Европскиот суд за човекови права истовремено служи да не инспирира и да не фрустрира. И во светлото на оваа дихотомија ќе го завршам моето излагање. Од една страна, оваа веќе развиена судска практика е потенцијално применлива во повеќе ситуации во кои загадувањето на животната средина ги повредува правата на нашите граѓани, правата на почитување на животот и здравјето, како приватниот живот и домот, на сите оние кои живеат во непосредна близина на изворите на загадување, дали се фабрики, депонии, каменоломи, отпаден материјал на веќе затворени фабрики, контаминирано земјиште и води, лицата чии права се непосредно загрозени од градежните активности или урбанистичкиот масакар кој ни се случува, се добучават во урбанизираните простори. Од друга страна, сето тоа е дел од пристапот во кој заканите по животната средина се сметаат за проблем кој може да биде контролиран и администриран. И сега, дали подпирањето исклучиво на овој пристап е доволен за нашата реалност? Нашите градови се најзагадени во Европа, меѓу најзагадените во светот, во зимските периоди алармантни нивоа на загаден воздух, со највеќе загадени денови во текот на годината и илјадници жртви годишно, само како резултат на загаденоста на воздухот. Ако тоа се надодадат останатите извори на загадување и оние за кои воопшто немаме информации, дали оваа наша долгорочна и кумулативна загаденост ни дозволува да мислиме на нашиот витален простор во рамките на редовната политика, редовни проблеми кои бараат редовни лекови, или може би ова треба да биде сметано за прашање на безбедносната политика, особено во насока на концептот на човекова безбедност, со тоа приближувајќи му тотално различна тежина и обезбедување на различни ресурси во домашната политика. И ова е она за што пишуваат нашите колеги Лазар Попиванов и Марија Мирчевска. Јас тука би завршила да благодарам за вниманието. Ви благодарам од Македонското здружение на моите работи за поканата. Јас денеска ќе зборувам за еден практичен дел и конкретно за Македонија, што можеме тука да преземеме. И ќе се осврнам на националното законодавство и на конвенциите кои се ратификувани во Македонија. И исто така ќе се надоврзам претходно на професорката за меѓународното право и регулативата за заштитата на животната средина. Морам прво да кажам дека е доста сложена правна материја. Македонското здружение на млади правници со оглед на ситуацијата во државата и локално делува и мисли глобално, одлучи да се позанимава со оваа материја и да формира тим за заштита на животната средина и заштита на човековите права, односно правото на живот пред се. Во државата најзначајно, она што не се спомена е одговорноста на самата држава да презема мерки и действија. Оние кои се преземени со важечките закони и со меѓународните договори, се спомна Стокхолмската декларација, која во суштина уште во 70-тите години налага на сите влади во светот обврска да преземаат мерки за заштита на животната средина. Тоа не е случајно, бидејќи при крајот на 80-тите години доаѓа до пресврт и до промена во концептот на еколошкото право,
поради порастот на загадувањето на воздухот, почвите и водата. И тогаш првпат се развива идејата за превенција и издавање на еколошки дозволи. Пред се да се започне со работа на некој проект, да речеме индустријски капацитет, треба да се провери дали исполнува определени услови, како што се инсталација на филтри и слично. Претходно еколошкото право било разгледувано само како дел од еден економски концепт на државите. По Стокхолмската декларација доаѓа Рио декларацијата во 1992 година, кај што јас би сакала да истакнам два принципи, и тоа се принципите на предпазливост, онаму каде што има опасност од настанување на ненадомислива штета, како што е во Македонија во моментот и степенот на загадувањето, без разлика дали има научни сознанија, не сме да се одлага преземање на било какви мерки, односно ефективни мерки кои ќе спречат натамошна деградација на животната средина, односно настанување на таа штета. Сега, Македонија има ратификувано голем број на конвенции, меѓу кои Европската конвенција за заштита на човековите права, меѓутоа делот на заштита на животната средина. Една од позначајните конвенции е Конвенцијата за пристап до информации, учество на јавноста во одлучувањето и пристап до правдата за прашања поврзани со животната средина, тоа е така наречената Архуска конвенција, која се базира на 3 столба. Подоцна ќе кажам за кои столбови станува збор. Конвенцијата, исто така бе извела Конвенцијата за оцена на влијанието врз животната средина во прекограничен контекст, која е, мисля че, ратификувана во 90-тите години на минатиот век и налага обврска на членките да вршат оцена на влијанието на животната средина на одредени активности уште во раната фаза на нивното планирање и генерална обврска на државите да соработуваат и се консултираат меѓусебно за сите големи проекти за кои постои можност да имаат различни значителни прекогранични влијанија, како што например се спомнува проектот на Косово, каде што се планира градење на електроцентрала која ќе работи на јаглен. Инаку сите знаеме дека светот се стреми кон искоренување на така наречените fossil fuels и јагленот пред се. Надлежно тело во склоп на оваа ЕСПО конвенција е комитетот. Негово одлучување може да се побара самата држава или комитетот да преземе определена акција преку дојава. Јас не би ги набројувала сите, имаме протоколи за стратешка оцена, понатаму мултилатерален договор постои за земите на Југоисточна Европа, за спроведување на конвенција за оцена на влијанието врз животната средина. Имаме Виенска конвенција на која сме сукцесор од бивша Југославија за заштита на озонскиот слој, значи тука Република Македонија има преземено определени обврски и Монтреалскиот протокол во врска со супстанците кои го осиромашуваат озонскиот слој, исто таа е од претходниот век и е подпишена мисля че во 1991 година. Националното законодавство, кое ќе споменам само 3 круцијални закони, тоа се Законот за животната средина, според кој секој е должен да се воздржи од действија и да обезбеди висок степен на заштита на животната средина. Тука во овој закон е многу важно да се напомене дека е инкорпориран принципот, односно повеќето принципи уште од Рио декларацијата, како што е загадувачот плаќа, односно оној кој загадува, тој треба да надомести оно што го предизвикал со самото загадување. Законот за квалитетот на амбиенталниот воздух исто подразбира должност на секој да се однесува внимателно и одговорно, да се спречи загадувањето и надлежните органи се должни да ги преземат сите неопходни мерки со цел да не дојде до надминување на граничните и целните вредности за загадувачките супстанции во амбиенталниот воздух. Мислам дека на сите ни е јасно дали тука се преземени било какви мерки во последните, да речеме, 6 години, кога повеќе е јавноста информирана, и Законот за управување со отпадот, кој определува начини како безбедно се управува со отпад, и како се ракува на некој начин со депониите. Она што е значено е што, барем според информацијата на Сдруженијето и според сознание, генерално не постојат постапки против Македонија или
против така наречените гладни загадувачи, за кои се шпекулира. Ние разгледувавме можни постапки кои би се преземале и јас би ги издвоила граѓанската постапка. И тоа постојат две тужби кои би може да се поднесат. Првата е утврдувачка тужба, која би утврдила повреда на правото на здравје и здрава животна средина и со таа тужба би се побарало надлежните органи да ги преземат мерките и действијата кои се должни согласно важечките закони и секако да ги преземат. Овој вид на тужба во теоријата се нарекува превентивна еколошка тужба, па и кај нас представува превентивна тужба. Значи, кај овој вид на тужба е потребно постоење на опасност од настанување на штета на неопределен број на луѓе или круг на лица, односно кога еколошката закана и на поголем број на луѓе. Во моментот ние зборуваме за Македонија за околу 1 милион луѓе. Ако ги земеме податоците од Министерството за животна средина во однос на нивните мерни станици, податоците од независните организации кои обезбедија мерни станици на повеќе подрачја во Македонија, можеме да кажеме дека имаме цврст основ за поднесување на оваа тужба и тужбата не мора да ја поднесе воопшто лице чие здравје е загрозено во моментот, дури на почетокот лицата не мора да имаат било какви видливи знаци на загрозувачки по здравјето. Меѓутоа, постои известност дека поради непреземање на потребните мерки, штетата по здравјето или по неговиот имот ќе настане. Се јавуваат повеќе дилеми, тоа се активната легитимација, кој да биде тужител, дали тоа да биде правно лице, односно некој кој работи за заштита на интересите генерално на граѓаните, или да биде комбинација од физички и правни лица или само физичко лице, дали е потребно вештачење или не е. Мојот личен став е дека не е нужно и не е неопходно вештачење со оглед на сите извештаи кои постојат, посебно на последниот ревизорски извештај за Македонија за уште 5 земји европски. Укажа на тоа дека воздухот, например, кој ние го дишеме е токсичен, не е станува збор само за загаден воздух. Против кого да се поднесе, секако против државата, дали да се вклучи надлежното министерство, понатаму Министерството за животна средина, дали да се вклучат општините, колку апелациони подрачја, дали едно да се опфати, дали повеќе. Значено е, например, доколку се вклучат општините како одужени, да се напомене дека Министерството за животна средина кај нас е тоа кој може да ја одземе надлежноста на општините, доколку не преземаат определени мерки и действија согласно она што се должни да го преземаат. Тука би било околу тужбата, најголемите дилеми околу овој вид на тужба. Вториот вид на тужба е кога штетата настапила по здравје и имот на определено лице или определен број на лица. Тоа го напомена професорката во однос на Европската конвенција за човекови права и праксата на Европскиот суд за човекови права. Тука може да се употреби, бидејќи има случаи кои се со причинско-последична врска, кој е многу тешко и многу проблематично да се докаже помеѓу одредена здравствена состојба и дали таа е конкретно предизвикана од загадувачите или не, кога знаеме дека на определена честица која е недозволена, односно недозволено присуство во воздухот, ги предизвикаат и тие болести, па се поставува прашањето кој може да ја негира врската помеѓу самата здравствена состојба на лицето и оној кој емитува недозволени честици во воздухот. Понатаму постои кривична постапка согласно кривичниот законник. Постапката може да се води против правно лице или против одговорни лица во оние надлежни институции кои се должни да преземаат определени мерки и действија согласно голем број на правилници, закони, регулативи, конвенција не ги преземаат. Сега тука се исто така дилемите во однос на докажувањето и во однос на постапувањето на нашето јавно обвинителство кога станува збор за кривични пријави против функционери во државни институции или кривична пријава против правно лице кое е доста профитабилно и од интерес за функционирање на економски аспект или можеби единствено во државата која врши таа дејност што ја врши.
потешкоти во докажувањето секако дека тоа ќе има изнаоѓање на средства и стручни вешти лица. Според оно што можевме да го дознаеме, дека има многу мал број на вешти и стручни лица кои вршат било каква анализа или вештачење во оваа област. Тоа се тие две постапки во кривичната и во граѓанската. Меѓународната постапка, која би била покрај поднесување на апликација до Страсбург, која не можеме во моментот да ја поднесеме, бидејќи на нашата територија нема преземено никакви действија, ниту е поведена определена постапка против државата. По ова прашање постои една меѓународна постапка која се нарекува Non-Compliance Procedure. Јас не би знала точно да ја преведам на македонски. Таа е согласно Конвенцијата за пристап до информации и учество на јавноста во одлучувањето и пристап до правдата, Архус конвенција, каде што правата се поделени во 3 столба. Право на пристап до информации од животната средина, кои се во собственост на јавните власти, значи секој има право на пристап до информации во врска со животната средина, со било кое прашање поврзано со животната средина, право на јавно учество при носење на одлуки од животната средина, при носење на било каква одлука, план, дали е тој национален, дали е локален, мора да учествува, например, јавноста во носењето на таквите планови, и право на пристап до правда, второстепеност на процедурите на носење на одлуки, што мислам дека овие права се применливи и кога во прашање Европската конвенција. Надлежен тука е комитет, кој се нарекува Compliance Committee, и може да биде покрината постапка од земја потписничка или од невладин сектор, што во конкретниот случај нас ни дава предност. И одлуките често пати се само не се обврзувачки и се советодавни, меѓутоа некогаш имаат и облигаторен карактер. Тоа е за меѓународна постапка која разгледуваме, која би можела да има ефект значаен со оглед на ситуацијата. И може да се поднесе сегаш иницијатива до Уставниот суд на Македонија од група на граѓани во врска со, да речеме, актите или плановите, националните планови за загадувањето, каде што можеме да забележиме дали дека не е запазена определена постапка, процедура, може да се направи компаративна анализа, може да се истражи дали во самиот план има некакви емпириски податоци, дали во планот мерките кои се предвидени да се преземат се доволно образложени, односно дали се знаат ефектите од мерките кои ги предвидуваат властите, мислам дека согласно тој ревизорски независен извештај е напоменато дека во Македонија не се носат планови кои предвидуваат мерки конкретни, односно ја образложуваат ефективноста на самите мерки и значајно се напомена дека е забелешка дека Македонија не издвоила воопшто доволен број на средства државата за справување со проблемите кои ги има во животната средина, во нашата непосредна околина, и дека најголем загадувач, тоа е утврдено, е индустријата во моментот. Пракса на европско ниво има најголема пракса Европскиот суд за правдата, кој има донесено повеќе присуди за повеќе држави, меѓу кои е Полска, меѓу кои е Велика Британија, помеѓу кои ми се чини претходно и Словенија пред повеќе години, каде што се утврдува дека таа и таа држава не преземала доволно мерки и действија, односно дозволила на годишно ниво да се надмине дозволеното количество на PM10 честиците и поради тоа се утврдува дека го прекршила правото на Европската унија. Во, да речеме, гласи пресудата во кратки црти, во моментот државата нема да биде казната, меѓутоа доколку не ги преземе следните активности или не донесе нов национален план или не се справи со загадувањето во рамки на дозволеното, ќе биде и казната парично. Тоа би било, има многу што да се зборува на оваа тема. Имаме многу малку луѓе, експерти во државата кои, да речеме, се занимаваат со еколошкото право, така што тоа за било кој ќе
поведе постапка, ќе представува предизвик и ќе се надевам ќе имаме успешни резултати и поубава наредна зима.